Интегрирано изучување на странски јазици преку различни наставни содржини е тема на дводневниот семинар што се одржува во просториите на Државното средно училиште Регионален центар за стручно образование и обука Киро Бурнас. На обуката учествуваат наставници по странски јазици од основното и средно образование од Куманово, како и представници на Министерството за образование и наука. Предавачи се експерти од Европскиот центар за современи јазици од Холандија и од Националниот институт за документирање, иновација и едукативно истражување од Италија. Обуката им овозможува на учесниците преку практични вежби да се запознаат со основите на пристапот за интегрирано учење на странски јазици преку содржини од други наставни предмети и да навлезат подлабоко во методите и техниките кои поддржуваат трансфер на учење низ јазикот и предметите. Семинарот го реализира Европскиот центар за современи јазици во соработка со МОН, а во организација и координација со училиштето Киро Бурнас. Локален координатор на проектот е професорот по информатика во Киро Бурнас Зоран Апостоловски. Тема на семинарот е интегрирано изучување на странски јазици преку различни наставни содржини. Наменето е за пред се за наставниците по странски јазици, меѓутоа и за оние наставници кои што своите по други наставни предмети кои што својата настава може да ја реализираат на странски јазик. Значи што имаат солидно познавање на странски јазици. Колку учесници има на обуката? Имаме вкупно 32 учесници од повеќето основни и средни училишта од регионот на Куманово. Во врска со реализаторот на обуката, Европскиот центар за модерни или за современи јазици е проширен договор на Советот на Европа, кој што се занимава со иновативност, со извонредност во јазичното образование, значи нивните експерти прават анализи, донесуваат некои заклучоци и тесно соработуваат со носителите на одлуки за креирање на политики во јазичното образование во земјите од Европската унија. Од неодамна и нашата земја е членка на оваа мрежа на Европскиот центар за современи јазици и ова е прв ваков настан што го организираме тука кај нас заеднички и се надеваме дека нашите наставници ќе се стекнат со нови знаења, со нови вештини и ќе го совршат својот професионален развој. First of all, it's a great privilege for me to be here. I come from... Прво, за мене представува голема привилегија да бидам овде. Јас сум инаку професор на Универзитетот во Перуџа и сум дел од консултантскиот тим кој што ги врши обуките на вашите наставници во врска со моделите на предавање. Конкретно, овде денеска разговараме за еден таков модел. Денеска овде сме исто така да го представиме и Европскиот центар за современи јазици и конкретно моделот за плурилингвализам, кој што се бави со инкорпорирање, односно корелација на изучување на странските јазици како оделна дисциплина, но и помошта на овие странски јазици при изучување на другите предмети. Значи, овде сме денеска да го презентираме овој модел од овој Европски центар, кој што е дел од Советот на Европа, пред оваа прекрасна група наставници, кои што навистина искажаа голема желја и волја да дознаат што повеќе за овој модел и како успешно да го имплементираат понатаму при нивните часови по странски јазици, но и други дисциплини кои што ќе го искористат овој модел. I think that one of the main things that's important. Мислам дека главната идеја за овој проект е да се изедначи образованието за сите подеднакво низ цела Европа. Сметаме дека е неправедно доколку некој ученик живее во еден дел од Европа и не добива исто образование како некои други студенти или ученици кои живеат во друг дел од Европа и затоа се обидуваме ова всушност да го изедначиме. Значи, главната цел беше да им се пружат еднакви можности на сите ученици и тоа е целта на овој Европски центар за современи јазици, кој што не само што има тимови за консултација, туку еве се повеќе одржува и обуки на секаде низ Европа, баш со таа цел, да им ги унапреди животите на учениците со оглед на тоа дека светот секојдневно се менува. Тука сум дојдена денеска во овој семинар, што многу е корисно за нас, наставниците по англиски јазик, јазичарите конкретно, така и да за мене представува привилегија да бидам дел од овој семинар, зашто тука имаме прилика да научиме за новите стратегии и методи на предавањето, значи да бидеме по-професионални на час со децата, така и да јас се надевам дека ние овие знаењата што ќе ги истекнуваме тука, тие знаења ќе ги имплементираме заедно со децата на час и да бидеме поатрактивни и подобри за учениците. Има разлика, зашто ние тука учеме и некои нови методи што можеме да ги
имплементираме додека предаваме англиски јазик. Например, тоа методот, некој метод што ни го кажа дека е можен и други предмети да интегрираме додека ние предаваме англиски јазик, така и да децата може да учат у исте време и историја, и физика и други предмети, додека учат и јазик, значи на професионален начин. Европскиот центар за современи јазици представува проширен делумен договор на Советот на Европа, основан во град Австрија во 1994 година. Мисијата на центарот е да ги поттикне извонредноста и иновациите во наставата по јазици и да ги поддржи своите земји членки во спроведувањето на ефективни политики за јазично образование.